Во ова последно издание на Луѓе и места за оваа сезона, ќе прошетаме по филигранските плочници, ќе свириме на ладна жица стопена во жежок ритам, ќе се фатиме на нејзиното оро и ќе дозволиме ороводецот да го заводи орото во нејзиниот свет. Марија Милошевска, по професија дипломиран етнолог, веќе 7 години работи филигран. При тоа надградувајќи ја старата традиционална техника со нови дизајни, експериментирајќи со разни материјали и комбинации и сето тоа водено од нејзиниот ороводец – музиката. Спојот на филигран со музика уште во неговата создавачка фаза, свирењето е на сребрена жица, но и создавањето на инструменти од филигран, од кои некои буквално свират и испуштаат звук, прави материализирање на музиката, но во исто време му дава и музикалност на филигранот. Инспирирана од музиката која ја слуша, таа ја прави колекцијата филигран наречена Оророк. Секој од парчињата накит од оваа колекција е поврзан со одредена песна од автори и бендови познати на ексиу сцената. И истите оние кои биле нејзина инспирација се и нејзини модели. Таа го затвора ова оро со фотографии во кои оние кои ја инспирирале со нејзините дела го носат нејзиниот накит. Таа секојдневно експериментира во своите креации, водена од нејзиниот ороводец. Јас имам една моја символика на орото, сепак и дел поврзан и со она вистинска символика на орото. Ја имам еден ороводач, кој е пред најмногу музиката, да речеме. Музиката таа која што ме носи, ме движи, ме расположува, без музика не можам да функционирам. Значи, се можам, но без тоа не можам. Тука го ставив тој мој ороводец кој ми дава ритам, ми дава сила, ме носи напред. И символиката на орото, значи, животот е оро, еднаш си прв, еднаш си втор, еднаш си последен, па пак си прв. Се што е добро, нека се фати за оро. Значи, не мислам на она оро свадбарско, значи ова е сосема поинако мое оро, значи со мој ороводач и тука е трзалицата која што ги дрма жиците за да ми даде мене снага, волја, идеја и така натаму да можам да го движам ја него, односно да знам да го носам и да се носам. Марија од секогаш била заинтересирана по рачната работа. Нејзините прсти создавале креации од платно, кожа, метал, комбинации од истите, а веќе 7 години интензивно го вие орото со нејзините прсти. Претходно се занимавав со секако вид на рачна работа, на разни парчиња испробував, дали разни материјали, текстил, кожа, лејки, монистра, се што ќе ми доеше на рака, сакав да го пробам. И сакав да направам што да повеќе, сакав сама да си правам работите, отколку да ги купувам или некако ми беа поинтересни, поштосни, пооригинални. Дали тоа биле некои панталони или некоја ташна, уште од средношколските денови. И случајно имаше еден конкурс за филигран. За прв пат во Македонија се пружи таа прилика да се изучува тој занает. Беше програмата за ревитализација на занаети кои се во изумирање во Македонија. И имаше конкурс каде што се бараше претходно рачна работа, значи се види стрпливост,
дизајнот, да речеме, идејата која имаш со сето тоа што го работиш и да конкурираш. Така јас се пријавив со претходно се што имав и глина исто така работев. Значи секаков вид на материјал што сум работела го приложив и ме примија, така да прв контакт со метал имав токму на тој курс каде што почнавме да работиме најпрвен со бакар, месинг, па потоа со сребро. Значи чисто да осетиме допирот на металот и како е целиот процес во таа изработка. Во последните 10 години, многу млади луѓе се одлучија токму филигранот да биде нивна определба. Повторно оживееа препознатливите пеперутки и традиционалните дизајни на накитот изработен од тенка сребрена жица. Марија денес се има усовршено во изработката на накитот сребро во повеќе техники, но и таа нејзината филигранска приказна ја започнува токму со традиционалниот филигран. Ние техникава што изучувавме строго традиционално. Значи, оној класичен процес како се одвива филигранот, од влечење жица, чукање жица, топење сребро и така натаму. Значи, целосниот процес до мрежата, до финален производ, го изучувавме во една класична основа. И сега кога веќе сум сама и работам скроз сама, ја и мојот Торо водач, тогаш гледам што повеќе да истражувам, значи да си правам нови потези, финти, да речам, и да добиам некој нов дизајн, некој нов потек кој што ќе биде препознатлив како авторски потпис или дизајни, модели, начин на носење, се тоа гледам да биде запазено колку што можам. Значи, секој парче да биде што е можно поуникатно, да може да го носиш на многу повеќе варијанти, значи да е мултифункционално. Најчесто обетка може да биде и привезок, може да биде и брош, и обратно брошот да може да се носи како обетка, гердано да биде исто 2-3 уедно, да биде и како додаток и како брош исто така. Значи гледам да има што повеќе детали на него, но не да претерам нормално, него се е тоа во еден потек, значи може да се замота герданото и да се прикачи на уво, да биде кој како сака да го свати, да го доживее. Потреба, баш така едноставно, сакаш да експериментираш. Ја имам таков порив на експериментирање, на истражување и мислам дека би било многу досадно ако продолжиме сите едно исто да го работиме, да речеме. Традиционалното има наистина многу добри мајстори кои тоа го работат, но јас сакам да го истражам тоа. Сум пробала, оке, можам да го направам, тоа копче, таа пеперутка, значи се е тоа во ред, но едноставно го има, нека биде нешто друго, ново, поинаку. Свирајќи на сребрената жица, Марија ги создавала делата кои подоцна ќе бидат дел од првата самостојна изложба на филигран кај нас. Инспирирана од музиката на Дарко Рундек, Рамбо Амадеус, Психомодо Поп, ЕКВ, Азра, Марија ја создава колекцијата Оророк, за подоцна и да се сретне со повеќето од нив и со фотосесија го овековечи моментот кога овие големи имиња од ексију сцената го носат накитот за кој самите биле инспирација. Кога го основа Форо, воркшоп, работилница, како сакате, веќе мислам дека требаше да почнам да работам во една сосема поинаква насока, значи буквално да имам концепт за она што јас го работам, односно ја го имав, но ете сега да го сублимирам во една идеја имав, една замисла, една голема желба да имам самостојна изложба, бидејќи сите до сега случувања кои биле во врска со филигранот, биле најчесто групни случувања, базари и така натаму, едноставно, или можеби некоја изложба на накитот народни носи или нешто слично, значи што било веќе као колекција која имаме, но некако самостоен автор. Можеби ја да сум првата што ќе направи самостојна изложба и не случајно и таа имаше концептуален карактер. Тоа беше као збир на моето 5-годишно искуство. И така некако полека од идеја прерасна во реализација. Мојот проект кој пред точно една година беше промовиран во културно-информативниот центар во Скопје, кој се викаше Оророк или Ладна жица, стопена во жежок ритам. Тоа беше инспирација од ексију рок-н-рол песни, кои
откри замислата, изработката на тие дела и требаше да се направат фотографии кои што ќе прикажат наменскиот дел како накитот се носи, значи зашто е наменет, како тоа изгледа и така натаму. Значи секој парче од таа колекција произведува звук, значи тоа беше едно дел од идејата, значи секој парче да произведува звук и да биде преку него представена одредена песна која беше лично мој избор. Значи сите песни кои беа одбрани беа лично мој избор, нешто одбрав чисто комерцијално за пошироката публика да може да свати, а имаше и сосема некомерцијални песни кои мислам ете така, баш една компилација моја одбрав од 36 песни, значи вкупната збирка беше од 36 песни. И од сите тие 36, 25 беа со фотографии, останатите беа чисто наменски прикажано поради неможноста и неприсутноста на некои од тие поранешни членови бендови. Сосема случајно, ја бидејќи не бев спремна, да речам, за сите можни песни, значи не бев спремна, нека идејава може да профункционира, едноставно се тоа се одвиваше толку многу брзо да кога бев да прашам еден бенд, тие се сложија, па случајно на друг бенд налетав, па на трети, така некако се редеа работите, баш онака како што ги замислував, си ги посакав и така ми се остварија да за среќа сите прифатија да бидат дел од таа моја идеја, што многу ми израдува. Експериментирањето во креациите ја прави Марија пионер во многу работи. Нејзиниот немирен дух и потребата од поразлично презентирање на креациите и филигранот ги создаваат и првите инструменти од нејзината работилница. Тие се презентирани преку музички перформанс во кој таа свири на својата жица, придружувана од музичар кој свири на инструментите изработени во нејзината работилница. Процесот е многу повозбудлив, додека се работите, отколку кога веќе ќе заврши го прикажуваш и само чекаш удари од надворешноста да видиш како тоа делува. Сега после тоа треба сосема нешто поразлично да се направи, значи да не се повторувам, да не биде едно исто. И случајно, пак ќе речем, не е ништо случајно, дојдов до идеја за, тоест ме поканија да имам работилница за филигран на еден класичен начин, но пак ќе речем, сакав да истражам во таа област, да видам како тоа другачие би се, на друг начин ќе може да се испрезентира едноставно, зашто служи театарот, ако ништо друго, или па музиката која што ме носи, како јас свирам на мојата жица, така потекна идејата, значи исто пак ќе речем од претходната изложба, музиката е поврзана. Сега во овој случај беше презентација на моите инструменти кои ги имав изработено или помагала за инструменти. Например, како слайдови за гитари, трзалици, дајриња, кломпи, кастанјети и уште некои слични такви инсталации разни. Значи, сето тоа што произведува звук да биде презентирано од, да речеме, некој искусен музичар и кој би се синхронизирал со моето темпо на музика. Значи, јас исто така секој звук кој го произведувам, дали било сечење на плоча, сукање на жица, влечење, сето има некаков интересен за мене звук кој што едноставно не му придавам важност, сакам да го потенцирам и да на тој начин се инспирирав да направам таков перформанс. Првиот перформанс се вика Оригинал, вториот се вика Оро на струја. Пантомима, театар, филигран, битбокс, диџеј музика. Беа вклучени речиси сите елементи кои што може ги упфати филигранството, значи од чиракот до еден начинот на кој тоа се носи, како мојот накид може да оживее една кукла, како таа кукла ќе оживее и со помош на моите електрични урedi. Со ова филигранско оро ја заокружуваме оваа сезона на луѓе и места. Имајте убаво лето со убави луѓе на убави места.